Кучиње на улица и не е нешто ново што може да се види низ градовите во државата, но прашањето е колку луѓето се чувствуваат безбедни движејќи се по улиците за основна потреба или пак рекреативно шетање. Па нека ги ране, кој ги пуштил? Има и кај нас од тука од градот донесат у село. Пуштат ги, одат по дворовите. По мое, шом скитат или некој не надејно ќе го таквото нападне, нека преземат. Не ги хране никој. Никој тие дека најдат, то таму јадат. Кој ги нахране? Никој не ги дава на тие. Што ги напуштат, зашо ги напуштат? Ако мислиш да чуваш мелениче, што било, маче, куче, би требало да се грижиш за него, нормално да си го. Ако не ич, него зимај, него малтретирај. Од Штипската ветеринарна клиника, која е и задолжена околу справувањето со овој проблем во Штип, велат дека се постојано на терен, но и прифеќањето на дојави од самите граѓани кои биле во близок контакт, но и ситуација небезбедна за сопствениот живот. Грижата за кучињата скитници е кај нас. Ние овие 2 години заред, а и претходно го работиме тој дел околу собирањето на кучињата скитници. Сите овие кучиња кои што се заловени и се однесени во прифатилиште, на нив е извршено кастрирање, вакцинирање, вакцинирање против беснило, испитување на присуство на болеста лешманија и се третирани со екто и ендопаразити. Таквите кучиња остануваат таму во прифатилиште 28 дена. Ние имаме страна на која ги објавуваме тие кучиња, кој има интерес да задоми такво куче, ние го даваме, а да ви кажем и претходно се информираме дали тој собственик стварно е одговорен во смисол на тоа да не кучето биде дадено и повторно да заврши на улица. За да се изненади своето дете, многумина родители се одлучуваат како подарок да се купи или вдоми мало кутре, но љубовта и негувањето на истите трае кратко се додека тоа е сладко, а поинаку кажано, додека е мало и не е дојден биолошкиот процес за размножување.